легалноста и законитоста. Значи, обидот да се обвини нешто што укажува на некои недоследности во процедурите, не значи дека некој нешто е против донесувањето на некаква форма во која што би се легализира. Противно е на една процедура за која што е некој право да каже. Ако генералниот има урбанисти може, ние ќе ме разберат, да не разбират делот со генералниот урбанистички план е највисокиот акт во планирање. Знаете што говори генералниот урбанистички план кој што е поминат 4 години во Битола, а кој што нема иницијатива да се донеси нов? Вели дека таму каде што завршува и каде што оди зелениот појас, завршува пред границите на националниот првенство. А тоа е строго забрането. Односно е кривично дело во кое што секој кој што ќе го прекрши тоа, одговара пред закон. Не можем да ја разберам ноншалантноста на Игор, кој што вели дека ова е политичка одлука. Па политичките одлуки секоја одлука на орган, кој што е конститутивен елемент на локалната самоуправа, работи по закон, не работи по волја, дали некому му се снило и треба тоа да се оствари. Ние говориме за законска процедура. И што е клучно, секој објект кој што ќе го изградиме, во каква идна урбанистичка планска документација ќе вклопиме конкретниот случај. Што ќе се гради во националниот парк Перистер и која е надлежноста која што ќе носиме нов урбанистички план, па ќе го вклопиме тој. Значи да расчистиме две работи. Да се научите да го почитувате, да ја почитувате компетентноста, тоа баравме и тоа ни беше иницијатива. Во делот на тоа дали ќе го донесеме или нема да го донесеме денес е малку важно. Меѓутоа, маркетинг од 4 години да се прави, денес ќе види, утре ќе види и да се влези во ваква авантура која што е надвор од законитост, за мене е нелогично. И на крајот, уште едно прашање. За законитоста и законското работење никогаш не кажува власта. Ќе кажи идната власт. Така да, околу тоа покажување на мускули, од тој тип дека се што прави мнозинството е исправно, се што укажува опозицијата е тенденциозно и малициозно. Каде тие принципи? И на крај ќе завршам со два основни законитости во науката и во урбанизмот. Значи, во националните паркови владеат само два постулати. Прво е постулатот на конзервација, значи состојба таква каква што се наоѓа, и постулатот на реставрација, враќање на автентичноста на состојбата. И тоа го зборувам, јас ќе ги обвинувам советниците што го донеле тоа така како што стигнало. Некој друг е виновен во делот на стручните служби, вклучително и луѓето од Министерството за животна средина што даде ваков начин. А националниот парк го нема. Има ли логика тоа? Нема никаква логика. И тоа треба да признаеме. Некој не бара во вас виновници во сето тоа. Меѓутоа бара и ми пречи ако слепо се слуша нешто што некој друг го сервирал. Не е доброто, не е здраво за орган како што е Совет. Ние мислам дека така и треба да се разбираме. Ако сакаме некого тенденциозно да го, не знам, на некој начин луксираме од нешто што е исправно, тоа што правете. Јас ниту имав намера никого да омаловажам, имав намера да подобрам една ситуација во која што убеден сум дека по 3, 4 или 5 години ќе дојде. Зашто да се јави планинарското друштво, а да не се јави националниот парк Перистер? Зашто? Објаснете ми. По која логика
е поблизко до собствеността планинарското друштво, а не е Националниот парк Пелиста. По која логика? Нема логика. Има само по некаква инерција во која што во тоа време го користат. Пак ќе го користи планинарското друштво. Пак тоа се сите граѓани во Битола и така натаму. Зошто ние не донесовме одлука? Зошто не донесовме одлука за влез во Националниот парк Пелиста да се плаќа? Ќе ми одговорите на тоа прашање по логика? Зошто ние не донесовме, а донесе Националниот парк Пелиста, односно Министерството за животна средина? По предлог на Националниот парк Пелиста. Зошто? Значи само едно административно прашање во делот на регулација на сообраќајот да се намали таа тенденција и така натаму. Да се сваќат работите и да се дочекуваат на таков начин, стварно не ми е приемливо. Посебно за луѓе кои се во помладата структура. Ајде оние кои што се собрали коси ги разбират, нив ги обнело време. Младите луѓе мора да